Почитувани гледачи, ова е програмата на канал Виса, како што и најавивме во наредниве минути. Наши ваши гости се Тоше Зафиров и Трајче Стојанов. Тоше Зафиров од Неготина и добро познат на македонската, впрочем и на струмичката јавност, и Трајче Стојанов, ако не се лажам, за прв пат овде во студиото на ТВ канал Виса. Добре дојдовте во Вис телевизија. Повод што ве повикав и што сте мои гости е тоа што бевте дел од последното европско првенство во бодибилдинг и фитнес во Босна, ако не се лажам. И каде што сепак покажавте дека бодибилдингот и фитнесот и во земјава оди во нагора линија. Трајче, ако не се лажам, втор, а и вие во вашата конкуренција, ако не се лажам, Пето место во професионалци. Како и да е, честитки за успехот. Тоа е причината за да поразговараме воопшто и за бодибилдингот и фитнесот како спорт, како рекреација или како сакате, почитувани гледачи. А Тоше Зафиров е веќе добро познат. Добре дојдовте уште еднаш во студиото. Може ли накусо колку членови бевте или колку члена броеше македонската репрезентација, каква беше конкуренцијата, очекувавте или малку да ги запознаеме нашите гледачи? Најпрво добро вечер, поздрав до сите ваши гледачи и драго ни е што сме гости во вашите емисии и што може да го афирмираме и да го пренесеме сето тоа што го искусивме минатиот викенд. Надпреварувањето, значи европско надпреварување, поддржано и организирано од ИБФ светска организација, се одржа во Мостар и имаше повеќе од 350-400 такмичари од цела Европа. Навистина тоа се спремни момци кои што си ја представуваат својата држава, кои што со години вежбат. Има многу повеќе категории од бодибилдинг, физик, класик, женски, бикини, така што навистина е чест да се присуства на такво надпреварување, да се стапне на тие бини, а секој постигнат успех, таму е навистина голем успех. Така што ние отидовме како македонска репрезентација од 4 надпреварувачи и еден со нас придружба, кој што ни помагаше во текот на цел пред нашиот настап, после секој настап. Така што имавме солидни резултати сите, можам слободно да кажам дека гордо ја представивме нашата држава. Се вративме скоро сите со пехари овде. Трајче освои второ место, Габриела Кајмина супругата освои прво место во велнес, Кристина од Струмица исто така имаше голем успех, прво место во категорија. Јас се надпреварувам во Пролига, секој што има освоено прво место на европско или на светско, ја добива таа прокартичка и тие на крајот секој надпреварување, тие што сме професионалци, значи тоа е со степени на бодибилдинг што постои, најдобрите од најдобрите. И горд сум навистина на сите што бевме таму, посебно со Трајче што работевме околу година и пол, почнавме да вежбаме, а околу 6 месеци некаде ни трае интензивно подготовките за ова надпреварување. Тој пред тоа занимавал со кикбокс, воопшто немаше допирно ништо со бодибилдинг, но имаше навистина преголема желба, веќе јас кога се спремаме јас и супругата за надпревар, веќе наскоро одиме на Мистер Олимпија во Америка и избегавам да се спремам и други, веќе многу енергија одзема сето тоа. Но Трајче толку многу желби имаше во него и беше толку лесно за работа сето тоа, веќе едноставно само кратко и јасно се разбиравме со една порака што треба да работи и напредуваш од ден на ден се повеќе и повеќе и мислам дека го постигна невозможното што може некој да го постигне и треба да биде пример и идол на многу луѓе кои што барат изговори дека немат време за вежбање, дека било каков изговор. Трајче е пример дека има време за се, само човек сака, да има желба, да биде посветен, да си го сака своето тело, бидејќи тоа е единствено место каде што може да живееме. Тој не само што направи трансформација да намали од килажа, успеа да зачува мускулна маса, успеа да оформи тело кое што
на Бина застана со најдобрите 15-16 во Европа и успеа да освои второ место, така што јас сум горд посебно на него. До сега ми е од сите такмичари што сум ги спремал најдраг и на неговиот пекар се израдував повеќе од сите мои пекари што ги имам освоени. Така, трајче, ова е како многу комплименти на самиот старт од емисијата. Добро, како се најдете во ова, ајде да кажам, спорт, бодибилдинг, и што ше рече... Сосема случајно. Предходно со кикбоксинг, тоа е релативно куз временски период, 6 месеци да се подготвуваш интензивно и да дојдеш до второ место на едно европско првенство. Од каде дојде таа љубов? Го запозна предходно? Да, предходно го запознав Тоше, па љубовта цела ми е од него. Порано не се занимавав воопшто со тој спорт и мотивација имав голема. Така, така. Има ли допирни точки кикбоксот и... Никакви. Никакви, а? Никакви допирни точки нема. Тоше рече дека си имал малку повеќе килограми. Малку повеќе, да. И успеа. Па беше многу тешко, многу диети, ама знаеш, ако сакаш нешто ќе постигнеш. Има заедничко нешто што е спорт. И двете се спорти, двете се стремиш кон успех, за двете треба премногу дисциплина, за двата спорта треба да се од многу работи да се откажеш, да се посветиш на тоа, така што тој го имал тој спортски дух, но воопшто две различни гранки се сосема. Бидејќи кикбоксот бара едно, а бодибилдингот и фитнесот барат сосема нешто друго. Значи, ти да бидеш 5-6 месеци на строга диета, збориме строга диета, збориме 30 дена на крај кога си само на риба, без сол, без ништо, да го издржиш сето тоа, треба да пие по 14-16 литра вода пред надпревар, па 2 дена да прекине, па да не пие воопшто вода, сето тоа да го направи, значи треба да си ментално, психички, физички премногу јак. Беше ли тешко, Трајче, ова што ми го збори сега, Тоше, некако... Тоа е, на самиот почет реков, да имаш желба, да бидеш цврст во карактер. И беше ли тешко за? Многу тешко. Беше многу тешко, ама мислам дека уште 100 пати треба да го направам, ќе го направам исто. Така, така. Се откажа, предпоставувам, од многу работи во овој период. Од се што требаше да се откажам, се откажа. Така. Да. Имаше време за, предпоставувам, тренирање, постојано одење, освен ова контрола. Види, време секој пат викаме нема време, значи. Јас имав некој тајминг, кој ќе дојде 6 сат за тренинг, било што да има работа, се откажува и одам на тренинг. Така. Време ќе се најде за тоа. Тренингот каде? По фитнес центрите или да, пак? во фитнес, во арена фитнес, таму тренирам цело време и почесто одам за Скопје, кај Тоше, заедно да вежбам. Така, така. Значи само тој ми е тренер, друг немам. А не ми. Мислам дека само тоа што го имам научено до сега се е од Тоше. Така, така. Со никој друг немам тренер. Значи, освен во Струмица беше на релација Струмица-Скопје. Да, тоа Скопје, е еднаш да. неделно да вежбаме, барем еднаш неделно да вежбаме, одредена мускулна партија која што ни значи и на мене и на него многу. Ем да може да се пратиме цело време, ем кога вежбаме заедно, вложуваме многу повеќе двајцата. Така. Прв надпревар ти беше ова во Босна? Да, прв. И трема имаше ли? Како беше? Де моламе, Да видиш, се до надпреварот ја не бев сигурен дали ќе излезам на Бина. Уште беше ми некако многу чудно и имав многу трема. Ама во моментот кога веќе стигнавме таму, само чеках да се качам, ништо друго повеќе. Тремата ја изгубив целосно. Останатите ги предпоставам ги виде. Никој не гледам пред мене. Никој па не ме интересира. Тоа ми од порано од кикбокс, знаеш, кој излеваше надпревар не те интересира кој што е. Така, така. Ти си спремен и чекаш да дојде твојот момент. Очекуваше ли ваков епилог? Сепак второ место, ова е вице шампион европски на Искрено некој не. начин. Не. Јас Тоши кој ми викаше имаш многу јака форма, јас уште не се гледав во таа форма. Дури сега кога ги гледам сликите, гледам дека стварно е била добра форма. Така. Значи, едноставно не беше свесен, но во секој Воопшто не беше случај свесен. ги исполни оние предиспозиции на жирито кој што нели дава оценки таму, предпоставувам. Тој беше максимално спремен и тремата не беше од тоа дали ќе бидеме спремни. Таку тремата беше кога ќе излезе на Бина како ќе излезе сето тоа позирање и сето тоа бидејќи прв пат кога стапнуваш на Бина и позингот е едно од најтежкиот дел во такмичењето, бидејќи работиш ти 5-6 месеци, година, дена, за треба да го тие 2 презентираш. минути треба да знаеш да го презентираш. Тоа беше скептик дали ќе успее тоа да го преброди, но ја бев убеден дека и цело време го мотивирав дека може и знаев дека може. Така да на Бина добро се носеше, дури тој ги стекна најголемите симпатии на жирито. Председателот на Светската бодибилдинг федерација Душко Маџаровиќ, Да. кој што е председател на Светска федерација, дојде ми приде на мене и на неговата сопруга,
Вика, ја не го знам овој твој такмичар, прв пат го гледам, но толку ми е симпатичен и од него знам дека ќе биде голем шампион. А словенците не се луѓе кои што искажуваат емоции, така да тие негови зборови на вистина и исто така и председателот на Босанската федерација кој што беа и организатор на такмичењето и тој дојде исто ни честите на мене и на неговата сопруга, на Марија, за Трајче. Така што некакви симпатии и делеше од сите такмичари на бината, зрачеше некако. Тоа луѓе или го имат или го немат, значи тоа не можеш да го правиш со сила на бина. Така. Рече секој ден беше по фитнес центри, одеше и во Скопје, рече 18 часот, дојде попадне предпоставнеше во 18 час. Како изгледа еден тренинг? Ностоп вежбање, не знам, тоа да ни го опишеш и да го приближиме малку до јавност и точно кога ќе се вклучи, секако, но еве, дали имаш претходно некое загревање, па трчеш ли, не знам, нешто со трчање, дали имате доперни точки, за да можеме малку да ми објасниме на нашите гледачи, за може би утре други да се пронедат во овој спорт. Да, еден тренинг, пред тренинг нормално, ќе се загреваш и се тренираш. Трчање немаме, имаме кардио, брзо одење после тренинг. За нас имавме после секој тренинг по 1 сат и наутро на гладно по 1 сат тренинг. Мислам кардио. Многу се напорни тие тренинзи. Посебно со Тоше, кога дојдам да вежбам. Тука се веќе многу тешки. Значи вака да доловиме како изгледа се тоа. Многу напорни. Стануваш наутро, на гладно, правиш 1 час кардио. Кардио значи дека или брзо одење, или трчање, или точак возење, или скали качување, без разлика. Што и да, 1 час и околу половина час кардио. Значи така започнува денот. Потоа имаш само белки за јадење и во текот на денот имаш само или пилешко, или риба, многу малку ориз, одредени денови немаш воопшто и од зелена салата крставички само. И доаѓа вториот тренинг во 18 часот, и јас вежбам во 18 секогаш. Значи имаш околу 2,5 часа тежински тренинг. Кога збориме тежински тренинг, тоа се навистина тешки и црпувачки тренинзи. Има во една ден се вежба гради, рамо, трицепс. Тоа се 3 огромни мускулни партии кои што ги вежбаш. Утре дента вежбаш нозе комплет, третата ден вежбаш грб, бицепс, задно рамо тоа и пак истиот систем го вртиш четврток, петок и сабота. Значи доаѓа само недела ден за одмор. Тоа го повторуваш 2 пати во текот на денот, 2 пати во текот на неделата. И при тоа цело време 24 часа треба да пазиш на исхраната. Вториот тренинг ти истоштува максимално, си доаѓаш дома и кога си најмногу изморен, кога телото ти бара и шеќери и сето она јаглени хидрати да јадиш, ти внесуваш само белки во себе, треба да легнеш да заспиеш и да го пребродиш сето тоа, тој глад и тој болка што нанесуваш и тој труд, за утре сабајле да станеш повторно да тренираш. Ама тош немој така да ги разочараме. Ова па не е разочаровачки, ова е спортскиот дел што и затоа се толку малку такмичари од цела Европа, збориме од цел свет, што може да го поднесат сето тоа, бидејќи рекреативци има навистина многу. Ние пред малку зборевме, спомнав баш дека фитнесот е најбрзо растечка индустрија во светот. Само во Скопје моментално има повеќе 140 клубови, фитнес клубови. Значи сега и за време на короната луѓето сватија колку вреде здравјето. Да се вежба рекреативно е многу по-добро и поздраво за организмот, тоа мора да признам, бидејќи вежбаш 3 до 4 пати релаксирано, си имаш некој твој режим на исхрана, значи не мора конкретно стрикно да имаш диета, доволно да имаш твој режим на исхрана некој. Да исфрлиш некои благи намирници, газирано, прости шеќери да исфрлиш, да гледаш колку внесуваш јаглени хидрати, значи но можеш да внесуваш доволно количество на исхрана, да се чувствуваш добро, а при тоа да бидеш и здрав. Трето, што ти беше најтешко? Мораме да го откриеме тоа. Тоа што се откаже од храна, тоа што мораш по не знам колку еден. Најтешко од се, буквално од се ми беше позирање. Храна. Мислам дека е најлесното нешто. Не, тоа ми беше најтешко од се. Со храна се превикнав, немам проблем. Значи, знаеш кога ќе јадеш риба цел месец без ништо, и кој дојде ден да имаш јаглени хидрати и ориз, ти си најсреќен. Добро, како го прифатија тоа во семејството? Па сепак нели без проблем. По себе режим на исхрана. Па тоа е уште полесно. Да ти готват само риба. Така, предпоставам поддршката имаш и од твој. Поддршка имам целосно од дома, да. Така. Плюс мотивација ми беше цело време Тоше, што без него јас немаше никој пат таму да одам, плюс тоа ни беше некако непланирано на нас. Непланирано, ама и да, сивен печаток. Да, сосема непланирано беше.
си оставил силен впечаток. Би сакал тука да го вклучиме, бидејќи рече Кристина, не само Трајче Стојанов од Струмица, туку и Кристина беше дел од оваа надпреварување. Кристина не е тука, но еве поздрав до неа. Таа успеа исто така, претпоставам, под твое менторство и таа или? Вака, Кристина работи со Томе од Радович, кој што е познат фитнес инструктор исто, кој што заедно сме работели јас и Томе, јас сум помогал на Томе за доста надпреварување, така имаме доста заедничка соработка. Одреден дел од припремите беше Томе, но бидејќи Томе замина за Америка, последните 3-4 недели работевме јас и Кристина и сега додека одевме по пат, бидејќи тие последни денови се најтешки денови од припремите, кога треба да знаеш точно кога да прекине вода, кога да касне една галета или еден значи, ориз. Соработувавме многу, да, имав многу соработка. Исто така и Кристина си изработи, низиниот дел го изработи на вистина доста храбро и извади како за прво надпреварување солидна форма и во низината категорија кој што беше доминираше и на вистина тој беше заслужено на неизи. Точно, сега малку да се вклучиме за да биде малку појасно на гледачите. Кога збориме за категории, нели, ова да исклучиме твојата, тоа е веќе професионално или пак елитата, што би рекол, како се поделени во категории, бидејќи рече и претhodно има и фитнес или не знам, кои категории ги има во овој спорт, во бодибилдингот? Има многу категории. Значи све што е од државно првенство, балканско, европско, светско, све е тоа значи потпаѓа по тоа аматерско такмичење. Значи аматерско збориме и светско, но и сите победници потоа одат во таа прока лига што е, таа е сосема друга лига и многу малку такмичари ставам. Но овие големите надпреварувања имаме бодибилдинг кој што е класично, но во една бодибилдинг категорија имаме поделено други категории до 60, 65 килограми, 70, 80, 90, значи, 100 килограми. Согласно килажата. Некаде е килажа, некаде е висина и килажа. Веќе физик кај што е она категорија, онака позана плажа, може да кажеме, кај што не барат огромни мускули, барат поголема симетрија на телото, поубав стомак, поубав онака гради, таму се мере и висина и тежина. Значи, ако си 1,80 висок, најмногу може да бидеш 90 килограми. Ако си 170 во бодибилдинг, така, не во физика. Не, во бодибилдинг е. Така? Но нема лесна категорија и тој што е физик, навистина тие се генетски преодредени за тоа. Например, ја физик никош не би можел да бим, не сум генетски преодреден, бидејќи имам премногу мускули за таа категорија, не би успел таму да направам. Ајде да се задржиме на овој бодибилдингот. Тоше, со оглед дека долго време си во овие води, што е потребно за да се биде еден успешен или добар бодибилдер? И да дојдеш до ова лига, про лига што велите. Што е потребно, предпоставам многу одрекувања. Но како еве Ване Трајков, како да се пронајде или пак за да биде еден успешен бодибилдинг, иако можеби времето веќе најпрво од се треба навистина да го сакаш повеќе од се тоа. Јас прв пат љубовта да е преголема спрема спортот. Ја прв пат кога влегов на 17 години во теретана, истото чувство го имав како да влегувам во некој од нашите светите храмови. Значи такво чувство имав. Значи ден денес се сеќувам топла теретана, онака имаше некое дрво на шпорет на дрва, имаше пријатна миризба, значи на 17 годишни се роди таа љубов и знаев и живеев за да дојдам ова што сум денес. Така да мора да бидеме посветени, мора да го сакаме тоа што го правиме и не треба да се откажуваме. Ако имаме зацртано цел некоја во главата, во животот, ако сакаме да исполниме, треба храбро да се носиме, не секогаш дека ќе бидеме ние на врвот и нормално до врвот трнив е патот, но мора храбро да се носиме со се и ја 23 години се надпреварувам. Ова како ИБФФ професионалец ми беше моје последно надпреварување, сега во Мостар. Сега со супругата се спремаме на Мистер Олимпија и таму ми е веќе последно надпреварување и веќе од такмичењата малку чудо. Па имам бенефициран стаж. Бенефициран за пензионирање. Така да ние не се откажуваме од бодибилдингите, тоа сето. Ние би работеле, дај Боже да имаме повеќе и како Трајче и како Кристина и како ред други што се луѓе што сакат да бидат утре и шампиони, да му помогнеме и сето тоа. Јас живеам за фитнес и че живеам од тоа. Така да сега Мистер Олимпија не е приоритет, бидејќи навистина тоа е спектакл кој што една се случува во годината и тоа е најпрестижно такмичење во светот на бодибилдингот. Буквално целата светска елита се таму
и како гости и како такмичари. Лани бевме на тоа надпреварување како први македонци кои што били на Мистер Олимпија и сега повторно се надпреваруваме таму и навистина ни е чест само што успеавме да стигнеме на таа бина таму. Лани видовме како што се надеваме на подобар успех оваа година. Па здраве Боже, ќе видиме како ќе биде, но како што кажав и сите млади никогаш да не се откажуваат. Така, добро, бодибилдерството или фитнесот би го сватил и не само за овој спорт, и она што рековме рекреативно, може би од тука ќе произлезе и таа љубов да се биде дел од... И рекреативно и денес не може да се замисли ни еден спорт без фитнес. Значи не постои, без теретана не постои. Ние сме сведоци како изгледа денеска фудбалерите, да Роналдо како изгледа 38 години и ред други спортисти како изгледа. Апсолутно се согласувам дека па и рековте утринско кардиоваскул, како ги значи тоа е едно загревање на телото, едно истегнување уште утринските часови. Пак да се вратам на прашање за еден успешен бодибилдер. Освен љубовта, освен тренинзите, бара и мислам многу одрекување од храна, од бара многу дисциплина, бара да си го знаеш своето тело, бара да нормално е тоа што го збориме дека треба да се откажеме, но од што се откажуваме ние? Јас секој пат го кажувам тоа. Ние се откажуваме од она што малите деца го сакат најмногу, чоколадо, чипс, мок и тоа што е најнездраво, треба да се откажеме од тоа. Прво ние сме земја со најздрави намирници. Да не зборам струмица какви домати, зелен ковош има, ние сето тоа го тргаме настрана и ја јадеме на она најнездрава храна. А зошто? Зошто да си го труиме организмот со нездрава храна? Па на една кола обично ако иставаме неквалитетен бензин и таа ќе зариба, не па човечкиот организм. Мораме да се го чуваме. Имаме толку здрави намирници и денес толку едноставно со овие паметни часовници или телефони сите што ни се во раци точно знаеме колку калории сме истрошили. Па не ни е тешко да седнеме на крајот од денот да направиме еден список колку сме потрошили, а колку сме внесели. Па да видиме утре дента си направиме корекција, ако сме внеселе повеќе да намалиме тоа. Така. Да го вклучиме сега и Трајче малку, пред малку рече дека на ова европско во Босна ти пришле одредени луѓе кои што значат нешто во неодредени председателот на Светска бодибилдинг федерација. Така. Продолжувате понатаму со тренинзи, ќе дефинитивно. работите. Што сега е потребно? Пред да вклучам, што му фали на Трајче? Рече позирањето. Позирањето сигурно ќе работиме на позингот и тоа ќе го отстраниме сигурно. Како за прво такмичење видовме кои ни се добрите страни, кои ни се лошите страни. Кај имаме недостатоци, на пример, човечкиот организам, човечкото тело е компактно и на бина кога ги изгледуваш треба да видиш компактабилен цел. Значи одредени мускулни партии треба да ги поправиме, така да точно знаеме сега на што да се фокусираме и сега многу полесно ќе ни биде за понатаму од се друго бидејќи го поминавме оној прв најтежок пат што. Она прва препрека. Да, сега веќе му го познавам многу подобро и телото како му прима, како му работи и на крај посебно со водата колку треба, колку не треба, така да многу полесно би не било за и што е најважно се упорен и тој ја има таа желба, така што се надевам дека ќе биде уште поуспешен и уште многу млади знам дека ќе мотивира во Струмици и во Македонија да почнат да занимаваат со овој спорт. Верувам во тоа. Не се откажуваме. Трајче? Не, никако. Продолжуваме понатаму. Продолжуваме и со тренинзи и со она здрава исхрана која што здрава исхрана веќе нормално. Мене ми оддавна тргна таа исхрана што беше лоша, пошто јас бев доста дебел, да кажем. А не беше многу дебел. Ау. Доста дебел. Добро. Значи продолжуваме во секој случај. Продолжуваме. Која е она визија или цел што сакаш дали да бидеш втор тоше утре задутре, да бидеш во таа крем елита или веќе јас никој пат не сум сакал да се експонирам. Никој пат, значи знаеш, многу пати сум бил кај Тоше на тренинг, направиме тренинг, завршам, јадам и си одам. Никој пат не сум бил да ме видат само дека со Тоше тренирам, да ме видат дека се сликам со Тоше. Едноставно јас сакам да постигнам се од себе. Ако бидам било кој спорт, сакам да пробам доколку можам. Па така, уште тука сме на почеток. Ќе видиме колку ќе стигнеме. Добро, тоа е старта во твојата кариера, но претпоставам и рече дека нема да се откажеш и дека и понатаму ќе продолжиш тоа што си срамежлив и што не сакаш да се експонираш, тоа го видовме и преку интервјуто колку збориш. Не, тој покажа дека е прво голем карактер. Значи за сето ова да го издржиш, да го поминеш, треба да видиш навистина голем карактер. А ако ти во овој спорт си со таков карактер и општо во животот ќе бидеш таков. Ако си успешен во спортот и ова сето можеш да го издржиш,
Нема во животот ништо тебе те спречи. Така да мене спортот многу ми помогнал за и понатака во животот. Да. И некои што не слушат, ако мислат дека ова е нешто многу скап спорт, обично така нели бодибилдинг. Скап спорт може да е такмичарскиот. Бидејќи тука има нели додатоци во исхрана и сето тоа, навистина е малку скапо но за нормален човек да се храни здраво не е воопшто скапо. Ако знаеме дека еден сендвич е 150-200 денари, а едно кило пилешко е 150 денари, воопшто не е скапо. Така. А кило пилешко може цел ден да јаде. Апсолутно. Така да, ако го направиме таа корпорација, воопшто не е скап спорт, ако се храниме здраво. Па 10 белки да јадам, јас ми се 50 денари. Така. Што би купил за 50 денари? Апсолутно. Така не е скапо. Значи само треба да сакаме да го работиме тој, да не бареме никогаш ама изговори. скапа е информацијата. Да. Скапа е информацијата, значи во денешно време нели велиме дека можеме да направиме, но навистина е скапо да дознаеш што и како. Велите вие дека во бодибилдерството е битна белките, се битни колку што ве разбрав, ама кога не се знае, не се знае. Но за тоа треба да се едуцират и младите, за тоа треба да се едуцират најмногу родителите. И ја имав една кампања, но се надевам дека наредната година таа кампања ќе ја направиме за едукација на младите, но едукација претежно и на родителите. Како родителите да постапуваат со своите деца. Посебно во ова дигитално време, кај што децата навистина се обседнати со телефони, лаптопови, па и онлайн има цела година учење од кревет учеа, не мрднува без никаква физичка активност, со нездраво јадење. Значи тоа е катастрофа за младите луѓе. Значи без физичка активност, како да постапуваат тие и најважно од се, како ние како родители да бидеме примери за нашите деца. Така. Значи Следен предизвик, бидејќи си ментор, тренер, Трајче, Тоше, следен предизвик, учество на некој нов надпреварување, некој светски шампионат, не ги знам. Излегува при крајот на годината календарот за наредната година. Тогаш точно би ги знаеле датумите кога и каде се одржуваат тие надпреварувања. И така би можеле да се концентрираме и да направиме целогодишен план за кои такмичења би се надпреварувале. Така да ќе почекаме да видиме да излезе годишниот календар, а сигурно за следната година едно надпреварување до 2 би одбрале за да или го повториме или да уште подобар успех да имаме. Ама јас може би не сум ќе бидам скромен или не знам како ќе ме разберете. Сепак шампион европски титула. За разлика од тоа второ место е огромен успех за тебе. Дај Боже, нели да се редат успесите, ама од Струмица од Македонија шампион во твоја категорија. Па ќе пробаме. Шампион на самата бина да стапниш, си веќе шампион голем. Да се надпреваруваш со оние најдобрите од цела Европа. Или ако одиш на светска, да се надпреваруваш со луѓе од Индија, од Јапонија, од Јужна Африка, од цел свет. Навистина има посебно Индија, Иран, Ирак, Јужна Африка имаат многу сериозни такмичари и додека ние одиме репрезентација од 4-5 луѓе како што бевме сега, од Иран доаѓа репрезентација 40-50 луѓе авионски, со доктори, со физиотерапеути, со се. Така што тоа се едни сериозни репрезентации, имаше една сериозна конкуренција и треба се бориш против тие сите. Така што успехот што стигна таму е многу голем, а ова второ место навистина е преголемо. Дај Боже да биде и европски и светски шампион. Но мора да има цел, ние се стремиме кон тоа. Целта е че не носи само по себе да видиме. Апсолутно. Значи, ги спомна граници. иранците, но го немаат македонскиот карактер како карактерот на Трајче. Да, може го немат, но од друга страна па цела иранска репрезентација кога се врати од последното надпреварување беше на прием кај премиерот нивен на државата, Индија исто така цела репрезентација кај нивниот премиер, така што тие земји многу го поштуват бодибилдингот, фитнесот, бидејќи тоа е еден здрав начин на живот и таму многу се вреднува тоа. Иран Хадис Чопан, кој што се надпреварува на Мистер Олимпија, еден од најценетите луѓе во Иран моментално. Бик Реми, шампионот на Мистер Олимпија што е од Египет, моментално еднакво на фараоните што биле порно во Египет. Значи луѓе што премногу значење му дават, бидејќи тој е звезда водилка на сите млади како треба да изгледат и кон што треба да се стремат. Надвор од сите оние пороци да ги тргнеме, туку да имате еден здрав живот. Дали имаш ли апел до крај до младите, иако си ти млада личност, сепак по младите кои што не следат? Да, има, па треба да водат здрав живот, не мора да бидат такмичари, ама доволно е да тренираат. Макар 2 пати, 3 пати неделно, да држат здрав живот.
и можеби ќе се роди љубовта. Абе се, тоа само по себе доаѓа. Така. Тоа ше пред малку спомна еден како апел до младите, до јавноста околу бодибилдингот, фитнесот. Рече само пред малку дека тоа е звезда водилка за здрав еден живот, но може ли да очекуваме нови личности како Трајче наш за високи успеси на европски светски надпреварување или ова што го спомнавте во Соединетите американски држави што ќе биде? Па Македонија е спортска нација, нормално дека треба да очекуваме. Навистина е тежок спорт и затоа имаме релативно малку успеси како нација и како земја, но сепак секоја година излегуваат по неколку такмичари. И сега проблемот е кај што поголем дел од такмичари кратко може да го издржат сето тоа, бидејќи немат некоја помош од државата или од било кој, а сами навистина е тешко. Само оние патувања, сега да отидеш ти до Америка, само авионски карти и со оние хотели, тоа се огромни трошкови. Па макар и да отидеш и до Словенија или Италија и каде и да е. Едно, две, три такмичења, да. Среќа јас имам спонзори долги години веќе кои што имам прекрасна соработка со тие, да ги поздравам сите и навистина возвратено од нивна страна и ми овозможили си во овие години да обстанам толку многу на бодибилдинг сцената. Веќе 23 години, повеќе од 50 надпреварувања имам. Тоа е навистина многу, но сам не би можел да го поднесам тоа додека не би имал помош. Но за да имам таа помош, еве апел еден од сите оние што сака да се надпреваруваат. Значи не да барат веднаш помош и спонзорство, да направат некаков успех, значи тие утре што би вложиле во нив да знаат дека нешто би имале бенефит од нив. Значи прво прашање да не им биде колку е наградата или веднаш да барат спонзори, да трчат по спонзори, да се откажуваат уште на првото такмичење ако не најдат спонзор. Мен ми треба некои добри 10 години, за после 10-та година да почнам бенефитот да го видам од сето она што сум го работел уназад за 10 години. Така да. Добро, ние малку ќе те претекнеме со оглед дека за кус временски период станавме. И побрз живот е се подинамичен. Јас ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Се надевам на многу успеси, дај Боже и идната година да слушнеме ни добри резултати, продолжи со она што го сметаш дека е најдоброто за тебе и имате поддршката од ТВ каналот ВИС. Јас те благодарам што специјално дојде од Скопје овде во Струмица за да поразговараме и го представиме нашиот срамежлив Трајче, кој што направи еден подвиг на европското првенство во Босна. Благодарам и на вас и Струмица го осеќам навистина еден од најпријателските градови и тука се осеќам најубаво. Специјално овде доаѓаме и да излегуваме, овде имавме и нашата Фитбис академија ја одржувавме овде во Струмица. Навистина прекрасни луѓе сите. И еден апел до сите, воете грижа за своето тело, бидејќи тоа е единствено место каде што може да живеете. Така. Благодарам уште еднаш што бевте дел од програмата на ТВ каналот ВИС и нашата емисија. Благодарност за вам, почитувани гледачи, и благодарност за вниманието со кое што не следевте.